Македонија во Брисел доби мала, но заслужена битка. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештајот за напредокот. Значи можело. Да, резолуциите на Европскиот парламент се необврзувачки за Советот кој го има главниот збор, но ова е доказ дека ако се бори за националните интереси, успехот мора да дојде. Првата битка е добиена, останува уште и потврдата на пленарна седница на Европскиот парламент следниот месец. Честито стара нова коалиција, пиштолите и розите се враќаат. Како се вика, старата љубов тешко се заборава. Како ќе функционираат, се знае, како до сега. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Не им иде памет. Та со Таче, та со Венко. Матрицата е таа. Поданичка. Ке коалицираат ако треба и со црниот ѓавол само за да освојат 2-3 градоначалници во оние општини каде што и Дуи има гласачи. А тоа што нема да имаат кандидати во Сарај, Чаир, Тетово, Гостивар, Дебар, Струга, нема врска. Таму и онака не очекуваат гласови. Вакво предавство на своите поддржувачи има направено само Бучко со територијалната поделба во 2004 година. Заборавија што им правеа Дуи. Имаше повеќе министри од Мала Речица во владата отколку на Бихачка. Убаво викаше Сања Лукаревска, која може би е една од попаметните во СДСМ. Политиките на Дуи ни се удрија од глава. Овој слоган може да го земат во изборната кампања. 5 минути течат, а уште сме кај СДСМ. Што да правиме кога се непресушен извор на информации? За СДСМ се е политика, ситни политички поени, шибицарење, дури и трагедијата во Кочани сакаат да ја искористат за политички цели. Аки Акиов, коалицијски партнер на СДСМ и советник во општината, откако испровоцира дека, внимавајте, власта ги изгорела децата и дека не направила ништо за нивно лечење, тргна да мава со шишиња. Грција забрани фестивал во Лерин само затоа што се играло и пеело на македонски јазик. Ништо ново, откако лани го затворија Центарот за македонски јазик исто така во Лерин. Докаде ќе оди ова добрососедството на Заев и Димитров, требаше да ни стане јасно откако во договорот од Преспа прифатија дека има два вида на македонци, грчки и овие овде, македончиња. Заев на овие нашиве од селото Арменско кај Лерин може да им каже дека не се македонци. Се сеќавате на Дрин Ахмети, внукот на лидерот на Дуи, во време кога неговиот чичко беше практично прв човек во Македонија. Дрин за џабалак го зема трговскиот центар Соравија во центарот на Скопје. Значи го зема, не го купи. Убаво викаше Дрин во интервју за Република дека никој не е собственик на Соравија, ама ние не му верувавме. In North Macedonia people think that every transaction is so straightforward. You go there like you're buying a small candy shop somewhere and you pay and you take the title. Сладкарницата наречена Соравија отиде во стечај поради ситен долг од 22 милиони евра. Тоа е кога вујкото, односно чичкото, веќе не е владика и бизнисите пропаѓаат. Ова беа 5 минути со Чавес, како што тргнала работава, ни предстои долго и топло политичко лето.